Здраво живо уживатели во древнините и старините на Македонија. Еве на Тауресиум, родното место на големиот византиски император Јустинијан I, управда, кој што се родил баш тука. Долги години се мислело дека ова место, неговото родно место се наоѓа во други краишта по на северот тука, но сега кај селото Таур е утврдено дека ова е родното место на Јустинијан, големиот владетел византиски кој што ја основал Ахридската архиепископија и го направил познатиот законник. Од тука одиме кон Бадеријана, кај што бил роден чичко му или вујко му, од кој што е наследил Јустинијан владетелското место, а тоа место толку е непознато што ние ќе треба доста многу да го истражиме. Уживајте во Македонија. По неколку наврати истражувања, конечно дојдовме во близината на село Бадар. Самите имиња на Таур и Бадар укажуваат дека мора да се тука, затоа што врската помеѓу Јустинијан, роден во Таур, и Јустин, неговиот чичко или вујко, роден во Бадеријана, се на неколку километри, укажува дека ова треба да е Бадеријана. Па еве, затоа во нашиот истражувачки поход ќе видиме што ни кажуваат книгите. Еве го, Тони ќе ни прочита што пишува за ова место баш. Еве, во археолошката карта на Македонија можеме да видиме дека Бадеријана или Дрма е каптрум со подгради и некропол од римско и доцна античко време. Таа се наоѓа на 1 километар од црквата од Бласа, источно, и 1,5 километар од самото село во Бадар. Може да се забележат разни материјали, но само ископувањата се овие тука што се ископани, додека се забележуваат керамиди, градежен материјал и други фрагменти од керамички садови, како што се и овдека, што можеме да ги забележиме, но за жал не е целосно истражена, а самата целиот каструм се протегал на 200 по 280 метри, значи должина и ширина, што зафаќало навистина голема територија. И она што е најзанимливо, до сега од кога испечатена книгата, тоа се предпоставки, од пред 10 години се единствените ископени, а до сега никаде на свемрежниот простор, на интернетот, немало ниту слика, ниту никаков фоток. Сега, благодарение на Википедија, ќе има што да прочитате и ќе има основа за понатамошни истражувања. Уживајте во Македонија. Македонија.